Триаголникот, што е даден во нашиот случај, е триаголник ABC, на кој што се дадени трите негови страни. А е, например, 9 метри, Б е дадена 7 метри и С е дадено дека е 8 метри. Од тоа како се дадени страните, забележуваме дека овој триаголник е рамностран. Бидејќи е рамностран триаголник, еве сега ќе се обидам да го нацртам произволно тој триаголник и ќе ги обележиме А, отприлика најголемата страна, значи кај нас во случајов еве таа ќе биде 9 метри, Б 7 метри, С е 8 метри, значи ова е страната А, ова е страната С, ова е страната Б. Во задачата ни се бара да го определиме радиусот на опишаната кружница и радиусот на впишаната кружница. Но бидејќи овој триаголник ги знаеме сите три негови страни, ќе искористиме Хероновата формула за да ја определиме плоштината на триаголникот, која што беше S минус А по S минус Б по S минус С, каде што S е полупериметарот, а потоа да ги искористиме формулите, каде што радиусот на впишаната кружница всушност ќе биде плоштината врз S полупериметарот, а додека радиусот на опишаната кружница е А по Б по С врз 4 пати плоштината на триаголникот. Значи сега треба прво да го определиме плоштината на триаголникот по Херонова формула. S рековме дека е А плюс Б плюс С врз 2. Ова е формула за радиус на впишана кружница во разностран триаголник. Ама не мора да е разностран, значи може, ево дека ќе допишем, може во било кој триаголник. Ама ние најчесто користиме кај разностран. Тоа е оваа кружница. Значи ги бараме симетралите на аглите, еве вака, тука обично и ова е кружницата која што ги допира сите страни. Значи ако ја нацртам, еве го, овој радиус ни се бара нас всушност во задачата. Ова е R мало. А додека R големо всушност е радиус на опишана кружница околу триаголникот ABC. Значи околу треба да нацртаме симетрали на страните, еве овдека например, и оваа симетрала на страни се сечат тука, можам да порам малку погоре, и тоа е кружницата која што поминува низ сите темиња на триаголник. Са не ми е баш го нацртана, и ова е радиусот што ти треба те. Ова е кружница што ќе помини тука, че вака некако ќе треба да испадне оваа кружница. Еве вака. Значи избришам ова што сгрешив и вака отприлика некако кружница. Ако нешто ти го написано? Мола, може да има, оти ова е формула директно. Ако нешто ти го написано? Мола? Ако нешто ќе има написано? Не знам, може би. Ама формули се овие, значи формули си се решаваат сега. Ајде најдиме плоштината сега. S е А, беше колку? 9, плюс Б 7, плюс 8 врз 2. Значи 9 и 7 16 и 8 24 врз 2, ова е 12 метри. Сега S минус А е 12 минус 9 или 3 метри.
S минус B е 12 минус 7 или 5 метри. S минус C е 12 минус 8 или 4 метри. Сега, вака добиените вредности ги заменуваме во формулата, која што беше S по S минус A по S минус B по S минус C. Площината на квадрат е S. 12 по 3 по 5 по 4. И сега разложуваме. 12 е 3 по 4, 3 по 5 по 4. Забележуваш дека имаме две тројки, сега во положение ќе напишам, имаме две четворки и една петка. Значи, добивме дека площината на квадрат е уствари 3 на квадрат, 4 на квадрат по 5, а само площината ќе биде 3 по 4 по корен од 5 метри квадратни. Односно, площината е 12 по корен од 5 метри квадратни. Толку е площината на триаголникот. Па сега како беше? R беше P врз S. Односно 12 по корен од 5 врз S. А S беше 12. Ова и ова се крати. Ова беше метри квадратни, а ова беше метри. Квадратот со метарот се крати. Значи радиусот е корен од 5 метри. Ова е радиусот на впишаната кружница. А радиусот на опишаната беше А по Б по С врз 4 пати площината. Тоа е, А беше, колку да ја најдем, А беше 9, Б беше 7, а С беше 8. Врз 4 пати по площината, која што беше 12 по корен од 5 метри. Са како ќе одиме? 4 се крати со 8, тука е 2, тука е 1. 2 се крати со 12, мола? Кажи? А зошто кажи зборови? Не знам. Зошто кажи пишувањето? Не знам, сега ќе видам најверојатно дека што го снимам ова, затоа. 6 делено со 3 е 2, 9 делено со 3 е 3, ова 3 по 7 по 2 врз корен од 5. Са коренот не сме да биде долу, мора да си помножиме вака. Тоа е 3 по 7 по корен од 5 врз 2 по 5. Значи радиусот всушност е 3 по 7 врз 10 по корен од 5. Тоа е 21 врз 10 по корен од 5. Значи метри. Радиусот можеш да го оставиш вака, по корен од 5, или, ако си помножиш, вака да го пишеш. На тој начин ги најдовме радиусот на впишаната и на опишаната